Најдоцна до понеделник ќе се распише огласот за вработување на 19 специјализанти во клиничка болница Штип. Минатиот петок Министерството за здравство даде зелено светло, со што во наредниот период треба да се вработат специјализанти по анестезија, гинекологија, хирургија и слично. Како што посочи директорот Владко Захариев, недостиг останува само во средниот кадар. Минатиот петок добивме согласност за распишување на оглас за вработување на неопределено време на лекари специјализанти што се. Колку се наброи, тие се 19 наброи, добивме согласност за 19 лекари на специјализација. Специјалности горе-долу ги има скоро сите. Значи има 2 анестезија, има 2 гинекологија, 3 рентгенологија, има педиатрија, има 2 и некои други специјалности. Оваа недела бевме во припрема на оглас и се надеваме со правна служба долу во болницата што имаме, дека огласот треба или утре, најкасно во понеделник да биде во јавни гласови. Со овие 19 вработувања Захариев рече дека бројот ќе биде задоволен. Дополнително посочи дека доминантно следно вработување ќе биде на средниот персонал, бидејќи има недостиг на медицински сестри, болничари и хигиеничари. Со овие 19 души, 19 вработувања релативно ќе биде задоволен бројот. Доминантно следно вработување, дефицит голем што го има во болницата е на средниот персонал. Значи, недостаток има голем на медицински сестри, болничари, хигиеничари. Бројката е, бидејќи станува збор за голема бројка од 420 вработени, некои вработени одат во пензија, некој друг доаѓа договор на дело, така да плюс-минус бројката варира. Но со плюс-минус 5 вработени тука некаде. Покрај ова, денес во болницата имаше и посета од Министерството за здравство и од медицински лица од Англија, кои дојдоа да ги увидат капацитетите на клиничка болница Штип за евентуално примање на пациентите од незгодата во Кочани, што би можела болницата да ги земе за втора или трета фаза на лекување.